И денеска продолжуваме со финалниот ден на Самрчев. Оваа рунда Катерите, Аирлија и тоа би било тоа за првата мапа. Дечки, нема да анализираме премногу, тоа ќе го задржиме за крајот на овој меч. Електронските спортови, или познати како e-sports, се сегмент на гейминг индустријата која се занимава со професионални надпреварувања помеѓу тимови и индивидуалци во одредени видеоигри. Моментално врвначија 1-0. Имено, организирањето на професионалните надпревари датира уште од далечната 1972 година во Калифорнија, Соединетите Американски држави, каде што за прв пат се организира еспорт надпревар на Универзитетот Стенфорд, од каде што имаат произлезено големи светски компании како Google, Yahoo, Hewlett Packard и многу други. Во тоа време надпреварувањата беа од аматерски карактер, се до 2000-тите години, каде што зголемениот број на професионални геймери и гледаноста на овие еспорт настани преку стриминг платформите во живо забележуваат голем пораст. Не само што влезе, се чувствам како дома, но Данис во сред скок го фаќа со прегразен флик. Данис уште еден кил, одличен. До 2010 година еспортот е значаен фактор во индустријата за видеоигри, со тоа што многу компании за создавање и развивање на игри активно работеа на обезбедување финансии за турнири и други настани. Популарноста и признавањето на електронските спортови започнува во Азија, конкретно забележувајќи значителен раст во Кина и Јужна Кореја, каде што и првично произлегуваат првите лиценцирани професионални играчи, уште од 2001 година. Една од причините за појавување на e-спортот како професија во Јужна Кореја е високата стапка на невработеност, што предизвикува голем број на луѓе да размислуваат на еден поинаков начин за заработка. Се предвидува дека на глобално ниво пазарот на видеоигри до крајот на 2021 година ќе достигне вредност од 135 милијарди долари. Земајќи го модерниот контекст со глобалната пандемија во предвид, на оваа индустрија и следи уште поголем пораст, како и финансиски зголемувања, каде што се очекува до 2025 година да достигне вредност од 300 милијарди долари.